Почитувани, владата и институциите, предводени од СДСМ, покажаа дека енергетскиот систем е стабилен, сигурен и доверлив. Во време на светска енергетска криза, домашниот енергетски сектор работи со полн капацитет, а производството на електрична енергија е на рекордно ниво. Цената е стабилна и нема рестрикции. Апокалиптичните надавања за поскапување, црните сценарии на ВМРО ДПМНЕ не се остварија. Имено, во јануари оваа година, 87% од потребите за електрична енергија во државата се обезбедени од домашните капацитети, додека само 13% е увезена и тоа за сите потрошувачи, а не само за домаќинствата и малите потрошувачи. Ова не беше случај досега, затоа што во овој месец увезуваше во просек околу 30% од електричната енергија. АДА СМ деновиве произведе најголемо дневно количество електрична енергија во последните 10 години. Државната компанија на почетокот на оваа година произведе 40% повеќе електрична енергија споредено со истиот период лани и дури 86% повеќе од истиот период во 2021 година. Светската енергетска криза предизвика за прв пат во 70 години сите енергетски капацитети во државата да се во функција и да произведуваат енергија. Тоа придонесе цената на струјата да не се зголемува. Со воведувањето на блок тарифите, цената на струјата е намалена кај 70.000 мали компании на регулираниот пазар, а 99,2% од домаќинствата немаат зголемена цена на електрична енергија. СДСМ како одговорна партија продолжува со мерките и политиките што го зајакнуваат енергетскиот капацитет, ја зголемуваат енергетската независност на државата и обезбедуваат пониски трошоци на електрична енергија. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет што туку стана уште побрз. Од 1 февруари зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Сурфањето никогаш не било побрзо и подобро. Инел.